И како беше, како патуваш? Колима, nekih 7-8 sati. Ја, мамбе, па, кај ти е Црна Гора, шуш. Pa dobro, nije baš tu. Како не е, па, автобуси има до таму, да знам. Dobro, ne volim autobuse, brate, volim sam, kad držim volan u svojim rukama. Дедо ми живее таму, знам, човече, за пола саат се стига до кај него дома. Kako je pola sata, čovječe, znaš koliko ima kilometara od Crne Gore, si normalno? Да, бе, па, Скопска Црна Гора е неа кај, што ти е? Kako je Skopska Crna Gora? Crnogorska Crna Gora. А шо и таква има некоја? Као рече Црно... Jer ti ja pričam makedonski i crnogorski. Па што има везе, бе, знаеш, и Боки 13 збори српски по Тафталиџе. Вечерашен гостин Сергеј Четковиќ. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, јас сум Жарко Димитриевски, ова е 1-1 и најдобрата група. Пеперминт аплауз за нашите пеперминт пајак. 2 април нова емисија. Говорам, изгледате многу убаво. Се ближи Евровизија. А се уште не ја решивме дилемата која е таа Дона за која пее Калиопи. Дона. Ману неодамна објави книга Најголемите македонски мистерии, во која ова прашање беше на 4-то место. Веднаш зад кој го предаде Александар, кој го уби Ченто и каде е Елвир Мекич? Замислија победија на Евровизија, пајаче. Што ќе правиме, ќе чекаме Калиопи пред триумфална порта, нели ќе се вози на тоа оној автобусот без кров, знаете? Па ќе доле ние ќе мафтаме конјерни Калиопи. И сигурно споменик ќе и направат, бидејќи ќе биде заслужено, нормално. Најдобро место ни е 14-то. Замисли да победи, гарантки има споменик. Овде воин на конј, таму лав на мост и до него Калиопи на Зафирчев. Во бронза. Вести од историјата. Ова е нешто ново. Не знам како и се овие вести, ама добро. Вести од историјата. Конечно е одгатната мистеријата за тоа како настанало црешовото топче луѓе. Значи, едно од најголемите македонски мистерии сега готово ја знаеме. Сега ќе ви кажам. Значи, група на ученици направија реконструкција на настаните и излегува дека Питу Гули јадел цреши и викнал: "Ле, црешава е топ!" На што Никола Карев реагирал: Знаеш ли тоа, па? Ле, црешава е топ и овој направил: тоа. Кажи, не знам дали имате вие исто чувство како мене. Дека ви е преку глава од овие предизборни фази цело време. Значи, цело време, без разлика дали има избори или нема избори. Ние сме постојано во кампања некоја влезени. Како и едниви и другиве да не запираат. Случајно пред некој ден, значи ова е вистина, гледав CNN и еден американец се жалеше на буквално истава работа во Америка. Буквално за истото. Значи вика, преку таквото ми е, цело време сме во кампања, цело време политики, тоа па тоа. И ми текна една работа, немојте да ми се смеете. Ми текна една работа. Америка е вомбрачен син на Македонија. Значи, мртов озбилен сум, не, знам дека сега сите си викате овој забегал со Спасе, многу се дружи со пајак искачу град. Не. Имам и докази. Ако не ни се вомбрачен син, зошто мислите имаме толку многу сличности? Еве, прво, ајде да почнеме. И ние и тие сме биле владеени од империја. Нив ги владееле британците, нас османлиите. И тоа со векови. Тие направиле револуција и се ослободиле, ние сме почекале малце, сме се ослободиле. Ама пак, второ, ние сме имале познатата Крушевска република, така? За жал, траела само 10 дена и била крваво задушена. Епа и тие го имаат истото. Се викало Аламо
Траело 10 дена, тексашаните давале отпор на Шпанската империја и исто така крваво биле задушени. Ние сме го имале Питу Гули, кој фрлал мечкини камења, тие го имале Дейви Крокет, кој јавал на гром. Само не овој гром како на Стефчо, многу подобар гром. Ово е тапа. Ово е тапа. Ајде сега нешто од модерно време, нешто политичко. Тие имаат Ти партија. Ти партија е десничарска партија, конзервативна, која го носи името на револуционерната организација од времето кога се бореле против британците. И упорно се повикува на нивните успеси, а денес буквално ја уназадува Америка со своите ставови и политики. Имаме ли ние таква партија? Не мислев нова, не мислев нова. А ви фуфка, Не се само партиите исти, и политичарите се. Еве конкретни примери. Например, Хилари Клинтон, богата, успешна, цел живот во политика, ценета во професијата, маши, познат, богат, мокен. Се е супер, ама никој не сака таа да биде лидер. Имаме ние некоја ваква, не знам, ви текнува некоја слична кај нас? Не е таа, грешка имате. Втор пример е Трамп, Доналд Трамп. Еден од најбогатите жители, треска глупости не изјави кај стигне, фрла бомби на секаде, ја руши актуелната влада, има огромни семејни бизниси, финансиски скандали, сака да биде лидер на земјата, ама некако па сите други баш и него сакаат. Не знам, ние таков имаме, режија? А грешите, не мислев ја. Трет пример. Берни Сандерс. Да, искусен политичар, за сега бива одличен говорник, харизматичен, многу популарен кај младите и сите знаат дека тој треба да биде председател, ама сите исто знаат дека никогаш нема да биде председател. Има некој таков? Упорно ги грешите луѓе ове. Не мислев ја на него. Понатаму, уште еден има ист. Бен Карсон во Америка. Обожувам професор, доктор, мирен, тивок човек, добар во својата работа. Ама да зине треба со клешти да му ги вадиш зборовите. Уште полошо, каже нешто, ти му викаш, подобро да кјутеше. Не знам, таков имаме некој таков имаме. Значи, не мислев, Ѓоко, упорно ми ги грешиш луѓето, ја не мислам на нив. Рик Пери исто така има еден човек во Америка, политичар многу познат, сега ќе ви кажам каков е тој. Тој е гувернер на Тексас. И се некако тврди дека е успешен економист, дека отвара работни места, дека ја намалил кој знае колку невработеноста, ама на терен не изгледаат така работите. И воедно ич не сака дебати, избегнува соочувања со опоненти и меѓу другото доби и неколку кривични пријави. Не знам кај нас таков лик, не знам дали постои, не знам. Ама не мислам на него. Упорно ми ги грешат луѓе, Ѓого, ја не мислам на овие луѓе. Кој ти каже овие да ги пишат? Не, тебе ти се слични, мене не. И за крај да не речете само политичари дека имам исти, еве го и Џими Фалон, одличен водител, супер емисија, многу смешни монолози, многу смешни прилози, топ гости. Па и таков имаме. Чека да видиме. Изгледа режијата не ме слушна. Значи, одлични гости, па и таков имаме. Ајде, бега. Купувате си онлайн со картичките на Стопанска банка и заштедете си време, нерви, пари, а секако и одете на одморче со Савана, сега имате великденски и мајски празници. Господине Мешевски, ова не ми треба веќе. Ти благодарам. Чекај, прво дај тоа што кревата, монцата, па после. Се навикна, господин вице-премиер Мешевски. После. Само нешто да успа. Иначе ти кажам, јас си го земав Мартин. Си пазари? Топ. Па добро, не требаше ни попуст да ти средам. Браво, Мартин, многу ми се допаѓа тоа. Викаш, Прва добро, да си го земам за дом, не у студио. Добро. Hello.
Кај си бе спасе? Ало, зоре, Кај си бе спасе? спасе, зоре. Знам дека си ти спасе. Шо правиш? Како си? Еве те гледаме тука. Не си се јавил одавно, не си се јавил. Слушај, знам што сакаш, шолја ти дадовме, нема сега шолја. Ајде, чао. Шо ќе ми... Не, чекај бе, ти подма да спушти. Не сакам шолја, шо ќе ми шолја? А зашо се јаваш? Шо треба? Па да те поздравам, ќе си одам. Не се јавувам више. Кај ќе одиш бе спасе? Последен пут ти звам. Каде бе спасе? У Венецуела. Каде? Венецуела бе, не си чул там, у Америка. Спасе, шо бараш бе у Венецуела? Најде некоја венецуелка на Фејсбук бе спасе. Шо збориш ти бе, имам си жена, бе, неморален е бе. Добро, извини, нема веза. Шо бараш таму спасе? Па, ме канат тие венецуелците, што се и... Познат сум бил, спасе, гледале на YouTube и да водам сега таму. Ко ти што си обувачен и познат, така и ја познат. Браво. И како така познат у Венецуела, а? Па бе, гледале, ти викам, гледале YouTube, ова и вика спасе ти да водиш. Да водиш емисии. Уно per uno се викала таму. Браво. Ја да ја водам, не ти. Вау. Добро спасе, види. Океј, ќе ни фалиш многу, еве, публикава гледам више натажена, солзи пушта, тоа е тоа, така да, ајде, нема везе. Него слушај, баш ме интересира. Како бе ќе се снајдеш таму жити мајка у Венецуела со јазикот? Како ја, телешки јазик, па онојден земав, ама така го сготви жената. Спасе, значи зборам за јазикот во Венецуела. Значи дали го знаеш ти локалниот нивен јазик? Како локален јазик? Имат локален? Спасе, шпански зборуваат во Венецуела. Значи дали ти зборуваш шпански? Знам шпански. Кај знаеш бе, спасе шпански, ај жити мајка. Телевизија знам, por favor. Знам Де Ниро, мучо. Знам... Што мучо, што? Me gusta marihuana, me gusta tu. Спасе, кој те учил тие работи? По телевизија? Ајде, Бог да чува. Жаре, јас слушам, морам да одам, жена ми се возбудува вака кога зборам кој шпањолец. Ќе ми даде. Што ќе ти даде, бе, спасе? Ќе ми даде да те догледам, пошто ми вика немој да го гледаш, се заљубуваш у него. Сергеј Четковиќ е гостин денес. Želim ti puno sreće i zdravlja u daljem životu, da si mi uvijek fina, vedra i nasmijana, a kad se vidimo, objasnit ću ti šta ćemo sa pjesmom. Океј, така. Овој разговор чисто знаеш дека не се снима, добро, не е битно. Ти си тврд лешник, ти си врел костен. Ама да знаеш дека ако ни кажеш се ова што сакаме, ќе добиеш се што сакаш. Кажи ми што за него. Sve što sakam, ovo nisi го čuo od mene. Ама to je simbol na noviот početok. Тоа е символ на нешто. Чекај, тоа значи дека е стварно силен. Има да ти помогне со многу работи. Со кој бе многу работи бе? Абе доискажи се со кој? Ке ти помогне со висок крвен притисок, со астма, со поленска треска. И мене ми ме помогнато. Ке ти помогне. Добро бе, во ред, доста. Доста филозофираш, кажи како се вика. Се вика бе, се вика. Чај од Макдонос чај. Што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се верува. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Побрзо плаќање од ова. Zdravi! Враќаме назад во еден неделни време за нашиот гостин, а денеска како што најавивме, нели имаме навистина супер специјален гостин. Се надевам дека се слагате, дали
Да, климање. Не климање. Да, ќе викнете се. Слагаме ли? Така е ова, да, мокно беше за никој друг туку. Сергеј Четковиќ, дами и господа! Сергеј Четковиќ. Чекам. За да те пуснам, треба мака да направам. Сергеј, дами и господа. Ето така. Prva runda, može, Ајде, почнуваме. kreni. Ја треба да правам вака. 1 na 1. Така е. Boga mi nije 1 na 1. Dobro Vidi koliko izgledaš, je vas, a ja sam. Da sam znao, pojeo bi sve Crnogorce, nas ima 600 i nešto hiljada. Па ќе бевме тука, а? Da. Како не глупости, бе. Добро изгледаш, Сергеј, ало нека ти е право. Vježbam redovno. Se držiš, a? Da. Držim se Za tvoje godine u si to. autobusu se držim za šipku, u го kolima видов za тоа. volan i tako. Тазе ти имаш едно видео на Инстаграм со Си видио, а? со тоа, го видов, да. Ама To не su ti си crnogorske veze, vježbe. нов си на Инстаграм, не си одамна, од скоро си. Vidi se da sam nov, jel? Па се гледа. Мало. Ništa, ako imaš par časova da mi daš i to, Ке го zašto da направиме ne? тоа. Ке го направиме. Da me naučiš kako se to radi. Нема проблем. Од кога немаш гостувано на македонска телевизија? Boga mi je prošlo nekih 4-5 godina. Така? Prošli put kad sam bio u, ne znam sad kako se zove tačno emisija, bio neki momak pored mene, mislio sam da je i gost i sad meni voditelj postavlja pitanje, a ja odgovorim i sad vidim čovjek poče da priča pored mene iz čista mira, kao. Сега шо прави? Ko šta se zbiva, kao, pa to je veli vaš lični prevodioc. Ха, Tako da mi je to super. Добро, абе немаш гајле со македонски. Беше и делот, не знам како се каже албумот, нели Македонско срце чукава 7 осмини, веројатно од Тавитјан. Да, и соработувавте, имавте убава една многу добра песна која е во 9 осмини. Така? 9 osmina, ja mislim da da. Како изгледа ритам 9 осмини? Чекај само Nemoj се mene, појаче. ja sam ti sa tim Како е ritmima, 9 to samo osmini? Makedoniji znaju 7 Што е? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 е 7 осмини. Da. А 9? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ne, to je 7 osmina, tako? Што преш A се? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, to je 11 osmina, tako? Абе што преш? Си имал проблем изгледа со тоа, а? Be, znaš kako. Ja odmah uđem u ritam, ali kažem ti, Makedonija ima to, viš, to je... Така си е, бе, така си. Da se ljudi rode tako, znaš. Се дружиш со македонци надвор? U Crnoj Gori I Srbija, u Crna Srbiji, Gora, da. kaj što patuješ, Da. da? Mada Ti, sam Ana? stalno u kontaktu sa svojim fanovima, svojim prijateljima. Evo, Aleksandar i Katerina su tu, prate me, Те следат секаде, а? bukvalno svuda. Od Tuškabina. Kopenhagena do, vidiš, nisam, Провери, пази, гледај малку. moram da pogledam i to, vidiš. Да. Ако те сместуваат во хотел на приземје, тоа е. Hello! Го знаеш. Меѓу твоите пријатели е Тијана Дапчевиќ, која што те поздрави и рече да ти го пуштим ова видео, имала некое прашање за тебе. Mogu misliti. Četkoviću, pre svega da ti poželim dobrodošlicu u moju zemlju i da ti se zahvalim što si odabrao Makedoniju kao destinaciju, da promovišeš svoj novi album Moj svijet po istoimenoj tvojoj numeri, mojoj omiljenoj, by the way. I da te pitam još, oli snimit onu pjesmu što ti poklonih ili ne? Сними или не сними? Nisam ni znao da mi je poklonila. Poslala mi je preksinoć neku kompoziciju koju je... Значи тазе сега. Da, nova, još uvijek nema tekst, ali možda sa tekstom zazvuči bolje. Ja sam upravo završio svoj novi CD, tako da više ne znam gdje ću sa pjesmama. Bilo bi previše. Ali sve u svemu, evo, posle promocije koja je bila divna u Makedonskom narodnom teatru, Tak. u saradnji sa Balkan produkcijom i Crnogorskom ambasadom koja je bila i domaćin zajedno sa nama. Одлично. Najavit ćemo uskoro i veliki koncert u Skoplju i А песнава ќе ја снимиш или не, сега девојката те прашува. kad se napravi tekst, draga, Сакаш сега koja да kamera je снимиме moja? текст? Ova je moja. Ајде, ете го. Draga Tijana, želim ti puno sreće i zdravlja u daljem životu, da si mi uvijek fina, vedra i nasmijana, a kad se vidimo, objasnit ću ti šta ćemo sa pjesmom. Ćao.
Пија распомна дека дојде тука за промоција. Значи, ти имаш нов албум кој што топло ви го препорачувам на сите што гледате и сите што сте тука. Значи, албумот се вика Мој свет. Веќе може да се најде нешто на YouTube, да се преслуша пример. Има sve na YouTube. Така? Uradili smo do sada 2 video spota za pjesmu Ne živim ja i pjesmu Ти си ги режираше како Koro, секогаш. a ja ti se bavim svim i svačim. Ali to mi je onako, ajde da kažem, i Мерак, кејф. merak. Bravo. I iako sam u jednom trenutku, pored muzičke akademije koju još uvijek nisam završio, planirao da upišem i Знаеш režiju. да средиме? Кој факултет? Jel imaš neku diplomu za Има mene? човече со професорите сме вака Мешевски вице. Jel znaš vic za to? Вице-премиер Мешевски. Кажи го вицот. Znaš vic za diplome? Не, кажи. Kaže, prodavao jedan diplome ovako ispod žita i sad došli. А, го знам, Бојо. не, шал. A znači, taj si. Извини. I kaže šta imaš da nudiš? Pa imam ekonomski fakultet, kao on je 200 eura, on je kao najjeftiniji. Так. A dobro, ili ima nešto ili malo bolje? Pa imam pravni, on je 250 eura, kao. A i drugi su mi bili pravni, kao drug koji je došao sa njim da vidi, kao uzmi pravni, kao, znaš, odmah ćeš da nađeš posao, to super, sve kao. Ali ima li još nešto bolje, kao, pa imam, samo da vidim, kao, znaš, imam medicinski fakultet, kao. Vidiš, medicinski, kakav medicinski čovječe, pa ti ne znaš, dobro, znam li ponešto te osnove, znam, kao možda bi mogao da prođem, kao, koliko je ona? 500 eura, kao. A daj čovječe, preskup si, kao, može li to za 300 da se dogovorimo, evo ruka, kao. Ovaj ga gleda, kaže, ajde, može li da te malo propitam? А, добро. Ова кај нас така функционира образованието, он не знае. Не, добро. Ние најдовме еден спот, сега ќе ти го пуштиме, стар спот е ова. Од не знам, мислам дека 2001-2002. Значи, ајде да видиме, значи спотот се вика за песната Буди ми вода. Значи, ај пушти го Ѓоко да го видиме. Сега што е работа? Ако овде не се забележува капките од дождот и ова све што излива, оди нагоре. Така? A znaš šta je problem tu bio? Ideja je bila sjajna. Dobro. Trebalo je sve da ide Nagore. suprotno. Kamere su tada bile, nisu bile digitalne, nisu imale mogućnosti А така koje е imaju. 2001-2002, точно е? Da, 2003. А, добро. 2003, da, tad izašao i CD. Тоа што со бета камери снимаше, со ali толкави. digitalna beta sa 50 kg Da. i bilo je -7 u nekoj staroj livnici u Beogradu i trebalo je naučiti pjesmu unazad. Чекај Znači, се, да tekst, им објаснам. kompletan tekst sam učio da pjevam unazad, da bi kad se vrati u normalu sve izgledalo Може да ти Нормално. пуштиме како изгледа тоа? Ajde. Ај, Ѓоко, пушти ја песната, истата песна, наназад. Vidiš, grčka pjesma neka, znaš. И вака си ја учел песна. Da, čitao sam bio, naučio na И pamet. ја знаеш. Zaboravio. Znam samo i njec smrtna... Чекај, не постоеше ниједна друга техника како да се направи? Не може. Tad nije bilo moguće. Tad, И ти фактички целиот спорт во реверс го пуштивте. da. I moraš ispisao kompletan tekst i znao sam, znači sve naučio, А refrene глумата, i sve. Сергеј, глумата, покретите. Nema tu glume, brate, tu širiš ruke, kiša pada, A, i ti to je. pjevaš, plačeš, to je to, kako- to je romantika. Да, добро. Kamerman trese, hladno mu je. Имаш и некои други приказни вака за спотовите од тоа време? Имаш снимано на хромаки, имаш снимано Pa imam, на... svašta sam radio. Uglavnom uvijek sam se trudio da imam dobre spotove, da ispričam priču do kraja, da to izgleda onako filmski. A najteži je, osjetio sam se još jednog momenta, Ајде. pošto znaš da volim da eksperimentišem i da stalno mijenjam neke lokacije. Така е. Snimali smo u Londonu 2 minuta, pa sam trčao za onim taksijem kad ona pođe, kao. A tad sam imao malo više kila, bio u teretani, pa sam bio onako malo, znaš, kao, dobro. kao Terminator. I sad ima scena gdje odlazi taksi, ja trčim za njom, šprint, a ljudi sa strane gledaju i, znaš, pitaju se šta se desilo, kao, znaš, rekao, a moj prijatelj koji je bio pored mene, koji živi u Londonu, viče, kidnapovanje, znaš, kao, У Лондон, среде Лондон? Da. Ама бе, Ljudi se okreću, а gledaju. тие си kao, се нормални луѓе, не се статисти. Ja normalno sve. Statisti su bili ovamo sa druge strane. A, u- Policija opet s druge strane koja mora da gleda da ne ugroziš saobraćaj. Чекај, кога одиш по Италија, Англија и секаде со дозволи, значи Sve све е moraš da тоа. imaš, sve. Беше член на бендот Druga runda. Ватрена срца.
какво име за бенд е тоа, Зошто не си уште член на Ватрена срца? Pa bili smo mladi, ludi, zagrijani i entuzijasti u svakom smislu te riječi, ali čim, znaš, dobiješ malo publike, malo krila, svako bi na svoju stranu, svi bi da budu i autori tekstova i muzike i da budu glavni, i onda to više nisu Vatrena srca, to su vatrene glave, znaš. Pejеше таму или не? Bio sam prateći vokal i klavijaturist. Сакаш да се видиш во Ватрена срца? Nemoj. Ајде да го видиме во Ватрена срца. Еве го, сега ќе се појаvi на вториот кадар. Еве го! Како со Ристо Самарджиев да е во група овде. Kako je to bilo moderno, čovječe. Najjače je bilo na nekoj isto gitarijadi, pogledaj. Tu smo imali po možda 13 godina, 12-13 godina. Ne zezaj! Gledaj ti tu koreografiju. А, маме! Ама добри сте ви, добри сте ви. A na jednoj gitarijadi isto je otprilike bila svirka, ali je bilo je uživo i kao ja nosim sad nekakvu ogromnu klavijaturu sam imao i sad rekao stalak za klavijaturu bio je tu kao, znaš, nema stalka, ponijeli su ga ovi iz televizije Crne Gore, kao, kako ću sad, kao, i donosim dvije gajbe od Coca-Cola, znaš, i stavljam mi dvije gajbe, ali su gajbe toliko niske. A ti? I ovako sam svirao. Така правеше? Па добро. Dobro. Ali sad kad vidiš kako se ponašaju bendovi, to je ono, brate, znaš. Пак си бил кул, си можел да видиш како Силви Бенд со ово. Da. Македонска шега направив сега. Ева, ги знаеш Силви Бенд? Kako? Силви Бенд? Ne. Не. А Панчо од ДНК го знаеш? DJ Shorty. DJ Shorty P. Gdje je? Од кај го знаеш DJ Shorty? Kako ga ne bi Он ни znao. беше минатата епизода гостин. To je moj veliki prijatelj i žao mi je što se danas nismo vidjeli, a svaki put nađemo vremena. Evo i kakva to faca, pogledaj tu facu. Да, бе, да. A stalno krije oči, jer kad mu vidiš, ovako izgleda, znaš, ono ozbiljno, pravi je reper, to. Ali kad mu vidiš okice, Да, како детенце. onda vidiš da, znaš, da je to u suštini jedan romantik. А кога ќе го видиш кол кафе, па... Da, onda ga uzmeš. Кога си кај тоа, дали вистина си му подарил количка на DJ Shorty P за бебе? A dobro, to su stvari, to vidi, prijateljima bi uradio sve. On je uradio mnogo toga za mene, tako da je najmanje... Тој самиот ми рече, значи, To je пошто najmanje što sam mogao da виде, uradim, da kupim njegovom, jer sam navio da se desi ta ljubav i da se desi dit u njegovom životu, tako da... Значи, збориме за првото детенце кога си беше да, тоа. Сега више две си има. Je? Да, не знаеш? Znam kako ne znam. Знаеш, па ти све Nego pričaš brzo, ne razumijem te ništa. Ne razbiram te, ne razbiram. Сакаш по-споро? Добро. Kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Ти си еден од највисоките гости што гостувал, можеби и највисокиот гостин што гостувал Sad во sam еден. slomio luster. Што? Не е така. Кој го вика тоа? Дојди, Тоше Врба е. Чекај, ајде да видиме. Апа, вистина. Чекај, за да биде комплетна сликата. Тоше, вистина, извини, вистина, ти си највисокиот. Извини. Kad smo bili na Eurosongu sad prije 2 години. 2 godine, mene su kao napravili u prirodnoj veličini i ko bude najvisočiji, u stvari ko bude visočiji od mene, pošto sam bio najveći predstavnik na Eurosongu, dobit će 7 dana u Budvi. I danima nije bilo visočijih, znaš, to su bile razne fore, penjanje na prste i tako dalje, i tako dalje. Kada evo ga jedan iz Slovenije, 2,12, ja mislim da je bio. Manji od tebe, čovječe. Ti bi osvojio nagradu... Тоше nije 2,15 negde, nije. 2,15, da. A sad je 8,20. Кратко за Евровизија. Кратко, бидејќи сега Калиопи наша нели ќе оди на Евровизија и посакуваме многу среќа, нормално и успех. Ти би одел повторно на Евровизија?
Не знам, како, што Pa ти е kad bi мислењето? imao dovoljno vremena da se spremim, jer za Euroviziju sam potrošio jedno pola godine Аха, priprema, rada na pjesmi, jer ipak Da. moraš poći sa pjesmom koja je, znaš, ajde da kažem, onako prilagođen Eurosongu. Spakovati sve u 3 minute, uraditi dobar spot, kompletne pripreme, znaš kako to sve ide, tako da... притисок ли е, бе, Сергеј? Бидејќи само 3 минути е настапот, а ти се спремаш година Jest, дена и jest. притисок е... A druga stvar što svi očekuju od tebe mnogo toga, velika je konkurencija jer Eurosong, koliko god to onako izgledalo, Подобро би се поминало ако си геј, не Сергеј, него геј. vidiš, probali smo i tu varijantu, ja kao Sergej, pa rekao Da. možda da probamo na tu varijantu, ali ipak pojavila se Končita i Лап на све. ni brada, ništa nije pomoglo. Ме подсети ова на оној вицот со Бонд. Се запознава Джеймс Бонд и Жан-Клод Ван Дам. И овој му вика Бонд, Джеймс Бонд. И овој му вика Дам, Ван Дам, Клод Ван Дам, Жан-Клод Ван Дам. Пресвртот во кариерата ти се случува со песната Погледи у тами. Што правеше пред да ти се случи таа песна? Беше по кафани, кафичи, пееше? Што ти беше кариерата? Pa znaš ako Буквално пред. izdao prvi CD, prije toga je bilo puno i svirki i po kafićima i po klubovima i ne znam ja, restoranima. Uglavnom sam imao uvijek svoj repertoar koji je dobro prolazio u smislu malo ljudi je pjevalo te pjesme koje sam ja izvodio, znaš. Аха, на пример? I Oliver Dragović, Kemal Monteno, mislim ta neka, da kažem, stara dobra muzika. Так. Ali nakon izdavanja prvog CD-a krenuo sam onda promociju u regionu, pa onda drugi CD i sa trećim CD-om je bilo ako ovo ne uspije, idem za London, idem za negdje. Igram razumiješ? basket. A ko zna gdje bi završio. Desio se taj CD kad ti zatreba i tad je krenulo bukvalno sve. Браво. Се На боле. почувствува онака дека одеднаш се отвараат повеќе врати. Da. I Da. sve ono što sam radio do tada, sve one pjesme i sav repertoar od ranije se nekako je postao veći, ljudi su počeli da slušaju, da traže, da kupuju. Tako da mogu slobodno reći da je ta pjesma i moja lična karta. Бидејќи е така, јас предлагам да се подсетиме на таа песна. Јас ќе ти го отсвирам само рефренот еве да ја запееме, но бидејќи сме ја слушале многу пати, ајде да ја направиме малку поинтересно. Да ја отсвириме најтажната верзија до сега на Погледи у тами. Значи да пробаме да бидеме најтажни што може. Значи вака, одиме. Најтажната верзија на Погледи у тами. Рефрен. Čekaj, stani sekund. Океј, значи Mora da bude jako tužno, stani. Јако, највише. Пајаче, ќе бидеш тажен со нас. И ти си тажен, ти благодарам, Пајаче. Одиме, значи, вака, идеме. Погледи у тами, најтажна верзија. Kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami, reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena, da vidimo na Lizu u Parizu. Rasplakana čovječe, budi. Јас предлагам, бидејќи ти донесе цедиња специјално за публиката, дали го сакате новиот албум на Сергеј? Па тука е новиот албум на Сергеј. Може мешески. Na tom putu, pošto je bila noć, mrkla noć, Добро. Што правиш, бе? Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми.
македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Најверојатно никогаш нема да возите Формула 1. Но сега има начин да откриете какво е чувството. Би Монца, биди број 1. Имаме една игра. Играта се вика Две лаги и една вистина. Во оваа игра треба Две да лаги, кажеме... то су две лажи, јел? Да. Добро. Да, и една вистина. Значи, тоа се 3 изјави, од која што сите 3 се неверојатни, ама една мора да ти е вистината. Подготвен си? Пошто ја генерално нисам човек кој лаже, ја ću испричати, а ви одлучите дали е то Така. Добро. била истина. Добро. Vraćam se ja davne 74. godine sa studija iz Praga, gdje sam počeo režiju, ali nisam završio pa sam morao da se vratim kući. Така. Moj otac je tad imao 24 godine i vozio je taksi. I na aerodromu u Podgorici koji je tada bio zatvoren jer su očekivali Kennedyja da dođe po prvi put da obiđe Podgoricu. Nije mogao da priđe, pa sam ja morao da sa drugim avionom idem s druge strane aerodroma. Dobro. Na tom putu, pošto je bila noć, mrkla noć. Dobro. Што правиш, бе? Morao sam da te prepadnem. Немој да си тако, бе. Јарко ќе рече НЛО, нешто ова ќе си идем. To ću ti kažem. Kad tamo gore, NLO. Тоа ти е првата изјава. Da. Druga izjava je da sam 96. 7. godine platio školarinu za studiranje u inostranstvu. Trebao sam da završim za inženjera zvuka. Dobro. I pošto je tad situacija u našoj bivšoj zemlji bila takva kakva jeste, nisam dobio vizu. Svaki dan sam pričao sa ljudima iz Holandije, iz Amsterdama. Mojih 500 maraka je propalo. Ako nas gledaju sada, volio bih da mi se te pare vrate. Da. Naravno, sa kamatom i sa svim tim. Имаме огромна публика во Холандија и Амстердам. Не знам дали знаеш. Да, има цело движење еден на еден таму. Ова е, мислам дека вистината искрено уште од сега. Ќе кажам, ај, третата ради реда. Treća je, Ај, ради реда, третата. ne znam koliko vas zna, ali ja sam rođen, imam 2 srca. Jedno je manje, jedno je veće. Вау! Da. Добро. Kako sam to otkrio? Ајде. Na maratonu 87. godine, još u 8. razred osnovne škole, trčao sam duplo više nego svi drugi. Najbolje vrijeme sam imao prolazno. Na maratonot? Nije nikome ništa bilo jasno. Onda sam, znači ni tad nisam znao da imam 2 srca. Tek kad sam došao da snimam Makedonsko srce kuca 7 osmina. Dobro. Tu sam primijetio aritmije koje su bile u 9 osmina. Pa sam pošao na rentgen. Rekao, šta je ovo? Vidim, brate, mali Garo i veliki Garo kucaju. Ти да ги видиш мали Гаро, велики Гаро, кај нив дома што прават. Сега. Значи, првата изјава е дека Четковиќ го грамнале, тоест не извини, дека НЛО си видел. To je živa istina. Добро, кој мисли дека Вjeruj е ми. истината тоа? Славо, не ти веруваат. Втора е дека холанѓаните му земале 500 марки и најверојатно ги попушиле до сега. Кој мисли дека тоа е истина? Има пола мислат. За šta? Za srce, jel? Не, за 500 марки. И кој мисли дека има 2 срца Четковиќ? Браво! Знаеме дека 500 марки ти се вистина, не може да не излажеш Четковиќу. Ne, ozbiljno, 500 maraka, ti ih da, vrati. 500 maraka, kolike su to bile pare. Kamen. Konj! Глуп.
бидејќи сме при крај, пред да завршуваме. Морам да те пофалам. Ти си еден редок човек, успешен, те знаат низ цел Балкан, стварно убави песни пееш, балади. Стварно мислиш тако? Ти ги запросуваат, нели, девојките на концерти, ти се случува и тоа. Значи, многу љубов, многу емоции, а сепак 17 години си во брак со истата твоја љубов од средношколски денови. Како успеваш? Имao sam sreću da nađem pravu osobu, pravu ženu koju beskonačno, neizmjerno mnogo volim. I evo, ove godine smo slavili 17 godina braka. A prošle godine smo slavili 15 godina braka, a nismo znali da je 16, znaš. Jednu, pa mislim, to ti je, znaš. Која година мислиш дека рипнавте? А, сте пиеле таа година. Malo smo popili pa smo preskočili. Изгледа средношколски денови тука. Vino, crno vino, crne oči, sve je crno. Crna je žena ти? Crna. Така? Сергеј Четковиќ е многу добар другар со еден лик кој што сите го сакаме тука на Балканот, а тоа е Андрија Милошевиќ од Андрија и Анđелка. Да, од кога се знаете? Znamo se od srednje škole. И добро. I prije toga. I uvijek je bio isti kao što ga sad gledaš, znači samo što se malo izdužio. И проширио мало. Malo. Мало. Pa dobro, to ti je taj... Убав живот бе, убав живот. Да. Ali Тако, mislim, значи... sad smo imali snimanje Evo ga, i on nešto treba da me pita. А, не. Jer je on neku pjesmu napisao. Ке проговори сега. Ти снимаше, беше гостин во Андри и Анđelka. Значи, Bio ти sam, како zvali глумец su се me- проба, не само као режисер цело. Zvali su me da se pojavim, da glumim samog sebe, ali mislim to je neozbiljno. Mislim, ti ne možeš shvatiti što se tu sve zbiva na сетот на setu. Андрија. Oni su ludi jedno i drugo. Чекај, и Анđelka е откачена како него? Anđelka je još luđa. Не е зезе. Oni su show. А се водат по сценарија или така? Кому? Ima scenarija, ali uglavnom su to jako dobre improvizacije, pa onda ja ne znam kako oni biraju poslije, jer to je sve sjajno. Аха, се снаоѓаш добро како глумец? Are you talking to me? Ај сега да те видиме како импровизатор. Може ли? Ајде Мешевски, дојди да станеме јас и ти. Прв пат ќе играме оваа игра. Оваа игра се вика што на ум, тоа на друм. Играта е, значи, треба да каже Мешевски збор, а ние треба да кажеме првото нешто што ќе ни дојде одма. Poluteška. Poluteška, Drago mi. Чекај, не. Ајмо. Спремни? Ајде Бозо, драмрол. Камен. Konj! Глуп. Камен. Добро, камен. Конј. Од кај па камен конј? Ајде, ти си знаеш. Ајде. Ги. Крават. Ти си го мислеше ова. Ти си го мислеше. Како геј, што рече ти? Kravata. Што е геј кравата, бе, жити мајка? Ne znam, ali ti si... Абе, ајде, бркај работа. Asocijacija. Бркај работа. Нему ги гледај се, ја не ги знам. Не ги знам. Ајде. Ајде, Мешевски. Куќа. Посо. Ne radimo. Можеш и тоа. Можеш и тоа, добро. Имаш уште некоја? Имам уште една. Уште едно, ајде, уште едно. Секс. Molim? Бомб. Bomb. Е па секс бомб. Where is bomb? Секс бомб. Абе, бега. Ti si vježbao, tebi je lako. Абе, бега, јас сум вежбал. Ти си Прв пат ги вежбал, гледам брати. овие поимиве, прв пат ги Ti слушам. si sve to vježbao. Сакаш уште некој вид за крај? Ајде да ги чуеме сега не најдобрите во историјата, во моментов што ти се така најинтересни. Bilo je kao dva viskija. Sjede dva viskija i pijuckaju sami sebe. Чекај, znaš. чекај, вискија. Dva viskija. Седат добро. Dva viskija sjede kod jednog od njih u stanu. Na gajbi. Dobro. I neko kuca na vratima kao. Аха. I sad ovaj kao otvara kad rakija. А доаѓа ракија. Dolazi rakija, kaže. O, otkud ti? Hajde uđi kao, znaš. I ulazi rakija i skida cipele, kaže. Nemoj da se izuvaš kao, ti si domaća. Добро. Znaš i kako Crnogorac i kad Crnogorac grli ženu? Dobro. Jer znate kad Crnogorac grli ženu?
Kad vozi u rikverc. Niste rekao valjda svi Crnogorci. Odličan. Šalim se, mi smo jako romantični, mi smo prepuni ljubavi. Ti posebno. Ti si super, super romantičan tip. I odličan. Da ti kažem pravo, ja sam mnogo impresioniran od tebe. Nema koji ne došao od Balkanov tuka, ama ti si car da ti Ti si moj brat. Mnogo, mnogo super. И пред да играме минута со Јангдар, значи, ќе следува тоа, јас би сакал чисто да ти испратам со пар подароци од тука, а тоа е Good Nature за гласот. Ова ти се чаеви number one тука. Добро. Ја тоа така секогаш. Ова ти е витаминка, витамини да си имаш. Буцко витаминац. Монца за да те држи кренат Сад на до Beograda концерти. kad krene Нормално. to, jel? И се сеќаш кај бевме на јадење, во Реофлат. Таму има промотивно мени, да си одиш сега. Jer mogu ja da častim nekog iz publike ovaj... Слободно, слободно ќе го направиме тоа. Znam jednog koji mnogo Тој што voli ќе da игра jede. минута со Јангдер ќе добие плюс. Еве частење. Ајде да видиме некој од публика ни треба сега. Ова е минута со Јангдер. Имаме специјален гостин. Катерина. Катерина е тука, Катерина и Сергеј ќе се надпреваруваат. Минута со Јангдер, 60 секунди, Мешевски е судијата, означува почеток, означува крај. Значи, каде е он, каде е, нели? Треба да одговарате, Катерина, прашањава и ако одговорите точно имате плюс 1 поен, ако одговорите неточно минус 1. На крајот од 60 секунди ќе пресметаме кој победил. Значи 60 секунди почнуваат. Сега, добро. Добро, окей. Ако Young Derm кремот за мрсна кожа има екстракт од манго, кој број оди после 5? 7. Неточен одговор. Ако Young Derm млекото за тело има депантенол, најброј 1 град од Македонија. Беро. Добро, може, прекрасно. Young Derm подлогата за кожа содржи глина. Како се викаше поранешниот македонски председател Глигоров? Киро Глигоров! Young Derm подлогата за кожа содржи глина. Како е името на кошаркарот Леброн Джеймс? Леброн Джеймс. Леброн. Леброн, така е точно. Young Derm тоникот содржи комбинација на хидратантни состојки. Кој е прекарот на Светлана Ражњатовиќ? Ама бе? Појма немам. Ова ми се допаѓа. Сеца. Сеца, така. Ако Young Derm марамчињата комплетно чистат кожата од вишок од маснотија, на кој континент се наоѓа Гана? Имаш право да одговориш? Африка, точно. И значи да видиме Катерина и Сергеј како е резултатот? 2:1. Така е резултатот. 2:1, значи тоа е дефинитивно има тука вака за дома некои поклончиња. Young Derm, ви благодарам Сергеј и Катерина. Браво. Memories turn to dust. Please don't bury us. I got you. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Дали сте зависни од иновации и дигитална трансформација? 150 предавачи, 9 паралелни настани. Учествувате на четвртата индустријска револуција. 19 и 20 април, билети на webit.bg. Британското Министерство за здравје потврди дека електронската цигара е 95% поздрава алтернатива, вистински проверена. Електронска цигара со клинички испитани течности. Амбрела. Од сега има повеќе од 30 амбрела и хенди продажни места широм Македонија, во сите подобро снабдени аптеки. Екоцигари.мк. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет никогаш подостапен. Уште еднаш албумот се вика Мој свет. Така? Мој свет. Мој свет. Така требаше да го кажам? Мој свет. Мој свет. Мој свет. Како мој свет. Нови CD у продаји. Така. I like that CD, мој свет. You're talking to me? За крај само ќе го прашаме Сергеј, ако е овде 20 часот. Дали е во Подгорица светло или темно?
Temno. A, točno. Sergej Četković беше ova, dame i gospoda. These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel. I'm standing still, and nothing else matters now you're not here. So where are you? I've been calling you, I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you, chasing you. Memories turn to dust. Please don't bury us. I got you. I got you. Running, 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 running from myself no more. Together we'll win it all. I am running, 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 running from myself no more. I'm ready to face it all. If I lose myself, I lose you. Bilo je super. Žao mi je što sam propustio ovih zadnjih 3 godine, ali nadam se da će me ponovo pozvati sljedeće godine i da ćemo se družiti češće. Tako, brate moji.